Добар ден, почитувани, пред вас е уште една нова Телма амбуланта, емисија во која секој работен ден заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. Симптомите на болестите на срцето кај бебињата и децата се разликуваат од оние кај возрастните. Тие зависат од видот на срцевиот проблем, интензитетот на болеста и секако од возраста на детето. За сето ова денеска ќе поразговараме со доктор Весна Трпковска, специјалист по педиатрија, која што е дел од тимот на детската кардиохирургија при Аџибадем Систина. Доктор Трпковска, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Здраво, здраво, Мајка, поздраво да сите гледате на Телма. Било ми е што сум гостинка во вашата емисија. Дали понекогаш на пренаталната диагностика може да не се утврди никаков проблем со срцето кај нероденото бебе, а сепак тој да е присутен? Да, се случува. Сепак тоа зависи од самата стручна спрема, да кажам, на специјалистот кој што учествува во таа фетална ехосонографија мислам во раната возраст. Се случува, меѓутоа сега со стандардизацијата на сам преглед и на апаратурата, да кажам, се повеќе и повеќе порано ги воочуваме тие срцеви аномалии. Веќе искусивме и неколку примери во нашата установа каде што уште пренатално, значи, беа откриени, детектирани одредени срцеви мани кои што потоа ние се погриживме за нив после раѓање да бидат хоспитализирани и решени од страна на нашиот кардиохируршки тим. Така, значи веднаш по раѓањето да се интервенира, доколку е позната причината, односно срцевата аномалија за време на пренаталните прегледи. А дали е точно дека срцевите аномалии ретко се откриваат веднаш по раѓањето, доколку не се диагностицирани, нели, во текот на бременост? Зошто е тоа така? Дали бебињата немаат симптоми на самиот почеток? Одредени вродени срцеви аномалии, значи, во зависност од тежината на самата мана, колку таа го, да кажам, изменува нормалниот физиолошки тек на циркулацијата и колку е анатомски погодена структурата на срцето, одредени мани ги детектираме, значи, рано, веднаш по раѓањето, тоа се оние најтешки срцеви мани. Додека останатите, значи, заради постоење дел од нив, заради постоење на транзиција на тој фетален крвоток во неонатален, така да постојат некои фетални комуникации, самиот отпор во белодробната циркулација се уште е висок, така да постои еден транзицијски период кој што, да кажам, не ни дозволува дел од маните да ги детектираме толку рано. Така да се случува после двонеделна, тронеделна, значи возраст од кога веќе ќе се нивелираат тие притисоци, да речеме, од која ќе се прекинат тие фетални комуникации, симптоматологијата на одредени вродени мани да дојде до израст. А точно ли е дека шумот на срцето кај новороденчето најчесто се слуша помеѓу втората и 8-та недела? Да, токму поради ова претходно што го кажав. Значи, заради запарањето на одредени комуникации, заради промената на притисокот во васкуларното корито на самото белодробие се случува, значи, шумот да се интензивира во таа возраст и тогаш неонатологот, значи, да алармира дека можеби се работи за во позадина имаме некоја вродена срцева мана. Дали сите срцеви мани всушност се манифестираат со шум на срце или не? Не, бидејќи шумот на срце, значи, самиот по себе може да е од оние што ние ги класифицираме како невин или физиолошки шум, каде што самиот звучен феномен, да кажам, аускултаторно го приметуваме заради тоа зголемено струење, заради тенкиот граден зид, заради, значи, самиот проток на крвта низ валвулите и низ големите крвни садови. Така да тоа е оној физиолошки шум кој што постепено потоа во детството исчезнува и оној патолошки шум кога имаме проток низ отвор кој што перзистира, потоа низ пореметени, значи низ стенотични валови, значи кога постои стесан анулус. Значи треба да го додиагностицираме во случај кога се сомневаме на некој патолошки шум, тогаш треба да додиагностицираме таа состојба
ако имаме и други знаци кои укажуваат дека нешто се случува што отскокнува од нормалната неонатолошка состава. Понекогаш бебињата додека цицаат се уморуваат и се потат во главчето. Дали ова се симптоми кои што треба да ги загрижат родителите, бидејќи понекогаш се поврзани со одредени проблеми со срцето? И зошто е тоа така? Да, во неонаталниот и во тој доенички период еден од симптомите на како да кажам, на постоење на вродена срцева мана се потешкоти при хранењето. Значи, освен тоа, едно забрзано дишење, потешкоти при хранење, потреба од паузи помеѓу цицањето и хранењето на шише, потоа сето тоа придружено со потење, посебно во предалот на главчето, посла пораст во килажата, значи ненапредување на доенчето, сето тоа може да чести респираторни, долнореспираторни инфекти, така да сето тоа може да укажува дека постои некое позадинско основно поинакво заболување. Така, како изгледа бебето што има ваков проблем додека јаде? Дали има само потешкотија додека цица или пак лесно може да се храни на шише со шише со цуцла, со вештачко млеко? Да. Како изгледа бебето? Родителите обично добиваме анамнестички податок дека имаат потешкоти при хранење. Значи цицањето нормално е доста сложен акт и на голтање и на создавање, значи на вакуум со устните, со јазикот, голтањето, значи сето тоа бара една енергија. Тие деца и онака имаат зголемени енергетски потреби. Така да обично се жалат на при голтањето, потреба од чести паузи при хранење, блјуцкање, испивање на многу мали количини, неможност да се доврши целосно оброкот. А и видливо е нивниот заостанување, да речам, во растот и и во тежината и растот и развојот, така да сето тоа е еден силен знак дека можно е да се работи за вродена срцева мана која што го отежнува хранењето. Така, значи доколку бебето одбива да цица, доколку заспива, при цицање се поти во главчето, тогаш родителите би требало да се консултираат со педијатар. Понекогаш при тоа бебето и забрзано дише. Сега, колку често од таа причина бебињата се ставени на инхалаторна терапија, сметајќи педијатарот дека се работи за некој проблем со белите дробови или пак астма? Да, значи педијатар како матичниот педијатар, како прва линија, да кажам, на средба со родителите и доенчињата, нели? Така да го следи континуирано растот и развојот, се среќава со тие проблеми, хранење, ненапредување, анемија, на подхрането, умор, така да сето тоа било. Што се однесува до долнореспираторните инфекти, одредени срцеви дефекти, големен проток низ белите дробови, сето тоа малку ги прави поподложни, да кажем, и на долнореспираторни инфекти, потреба од чести антибиотици, амбулантски лекувани долнореспираторни заболувања. Меѓутоа, потребата од инхалаторна терапија кога деца е непотребна, бидејќи тие најчесто инхалаторната терапија кај долнореспираторни обструктивни симптоми кога има, тогаш постои едно подобрување, да кажем, таа инхалаторна бронходилататорна или кортикотерапија. Така дека овие деца тоа перзистира, значи не добиваме никое подобрување и сето тоа укажува на тоа дека не се работи за таков тип на долнореспираторен причинител. Кај овие деца, значи симптоматологијата е покомплексна и тука педијатарот од сите аспекти формира една слика пред да го упати, значи пациентот за понатамошно доиследување. Колку чести инфекции на белите дробови има кај овие деца? Што значи тоа често? И кога почнува да се вува? Дали уште кога е новороденче? Па не, повеќе би рекла во доеничкиот период. Значи таа да речам една општа слабост, едно општо заостанување на подхранетост енергетска, сето тоа допринесува една така
мината васкуларизација што видам во белите дроби, се до тоа предимниства тие деца да се поболежливи, почесто да посетуваат и амбуланта, но и болнички да имаат потреба од болничко хоспитално лекување. Споминавте дека исто така бебињата со затскриен проблем со срцето понекогаш слабо напредуваат. Што значи тоа слабо напредување? Да, тоа матичните педиатри го следат и со перцецилни криви на раз, значи со месечни мерења на оние што ни се мерки, да кажам, педиатриски во однос на висина, должина, кај доењата, потоа телесна тежина, обемот на главче, значи сите оние што се, да кажам, стандарди за одредена возраст која што тоа дете треба да ги задоволи. Развојно исто така, значи седење, самостојно држење на главчето, мускулната оска, да кажам, на телото. Сето тоа значи се прати од педијатрот и исто така анемијата, дечиња се често подхранети, ниско е серумското железо, постои една редукција во крвната слика, така да сите тоа е еден збир на симптоми кои што може да укажат дека сепак постои некој позадински проблем. Вклучително тука е сега. Извини. Така, дали сите овие симптоми мора да бидат силно изразени? Не постојат 20 случаи, што велам, секогаш понекогаш продоминантен е аускултаторниот преглед, значи срцевиот шум, понекогаш се овие знаци, значи заеднички да дојдеме до тоа да што побрзо ја откриеме позадинската причина и што побрзо се реши за да тоа дете му се пружи, да кажам, нормален раст и развој. Понекогаш кај бебињата се случува при плачење, при капење, да помодрат околу устата. За каков проблем станува збор и дали тоа укажува на некаква срцева мана? Да, вака се одредени срцеви мани, значи оние што се цијаногени срцеви мани одат со таа цијаноза, да кажам, или тоа е централна цијаноза, кога значи постои модрило на устните, на мукозни мембрани, меѓутоа тоа е постојано, да кажам, може би се агравира при физички напор, при плач, при вознемиреност. Ова што го зборуваме, значи тоа се периферни цијанози кои што се случуваат дали при ладно, при капење, при промена на температура, после капење, пред, така да речам, вознемиреност, плач, потоа вазоспазам. Значи не сето тоа укажува дека веднаш се работи за срцев проблем. Кога имаме цијаногена мана, тоа е значи една централна цијаноза каде што крвта е многу помалку наситена со кислород и така да тоа е сама друг тип на цијаноза од тоа периферна цијаноза што понекогаш се јавува заради овие причини. Така, значи родителите не треба да се загрижат, особено во овие летни денови, кога децата се капат во ладна вода и кога ќе излезат со помодрена уста, дека ќе прочитаат на интернет цијаноза, цијанозата веднаш се поврзува со проблеми со срце, значи тоа се две различни состојби, еве убаво што тоа го појаснивте. Како се манифестираат проблемите со срцето кај поголемите деца? Поголемите деца знаат, значи имаат поинаква симптоматологија, значи тука се јавуваат освен аускултаторните шумови, потоа една интолерантност при физичка активност, аритми може да се јават во таа возраст. Тука се спортските прават еден скрининг за оние деца што се бават со спорт, синкопи, значи несвести, покачка. Има друга стоматологија, да кажам, што е својствена за тој период од растењето, да кажам. Чувствуваат ли овие деца замор при качување на скали, при одење по нагорнина и слично? Точно, да, значи може да се јава една интолеранција при физички напор, значи да не може да се издржи физички напор или тој да биде пропратен со загрижување, потреба од пауза, со вртоглавица, со несвестица, значи ето тоа може да укаже. Може да укаже дека постои некој проблем во позадина. Доколку родителите забележат дека нивното дете е постојано уморно,
дали треба да се јават на лекар и да се направи еден кардиолошки преглед? Да, значи пак ќе кажам, педијатарот тука оно што најчесто ги следи, да речам, пациентите, овие дечи, ја прави таа триажа, да кажам, упати на понатамошен преглед, меѓутоа со подетални исследувања се додиагностицира дали во позадина лежи посериозен проблем. Значи со ехосонографски кардиолошки преглед, ЕКГ, анамнеза поширока, медицинска историја семејна и така доаѓаме до по-конкретна дијагноза. А што е со децата кои што ќе имаат понекогаш вирусни инфекции и покачена температура? Дали овој проблем може, што би рекле родителите, да удри на срцето и на срцевата обвивка или срцевата марамица? Може ли да дојде до воспалителен процес? Да, значи тука мораме да споменаме, да, инфектите, значи знаат да не го добиват мускул и воопшто срцето. Останува тука алфа група бета гемолитичниот стрептокок како причинител за ревматска треска. Така да се случува да срцето понекогаш ети вирусен ендокардит, вирусен миокардит да имаме, меѓутоа поретки се тие случаи. Така да треба да се внимава и да при една подолготрајна фебрилност, значи при покачена температура, па подолго трае, можеме да го најдеме каде е фокусот на инфект, мора да се помисли и на срцето како орган кој што неминовно може да биде засегнат. А што ја предизвикува ревматската треска? Дали секогаш е тоа стрептококна инфекција? Да, најчесто тоа е стрептококен фарингит, кој што после еден латентен период од 2 недели се случува понекогаш антителата од организмот спрема тој антиген да изреагираат со антигените на цевиот мускул и да се слуши, посебно валвулите се тука зафатени, митралната валвула, аортната валвула, така да тоа е една состојба која што оди во склоп на повеќе симптоми, значи и невролошки симптоми, и артралги, артрити, кожни промени, така да не секоја стрептококна инфекција, меѓутоа мораме да помислиме и на пациенти кај што имаме такви симптоми, да помислиме и на таа причина, на таа етиологија. Така, тоа претпоставувам дека се прави со бриз или пак преку крвна анализа на одредени фактори како што е АСО, што се презема во ваков случај кога ќе се посомнува докторот дека детето има ревматска треска? Да, значи се прави бриз да се потврди евентуален инфектот, да се потврди причинителот. АСО, значи, го мериме титарот на тие антитела кои што организмот ги створил спрема стрептококниот антиген, кој што вкратно може да изреагира. Потоа ја ехосонографски гледаме во каква состојба се, значи, срцевите структури. Останатите исто имат критериуми за потврдена на оваа дијагноза за да се постави. И го пратиме титарот, значи на АСО-то, титарот на воспалителните маркери, антибиотска терапија, како на крајот и евентуално антиинфламаторна терапија и ги пратиме промените со каков екстензитет ќе се случат. Така, некогаш децата се само носители на стрептокока, а кај други пак истата таа бактерија предизвикува болест, па дури и воспаление на срцевиот мускул. Што зависи како ќе се развива болест? Што е пресудно? Тоа зависи, тоа сепак останува, во многу случаи останува и нејасно. Не секоја стрептококна инфекција и кај секој дете ќе изреагира на тој начин. Значи тука има веројатно генетска некоја основа, така да не мора да значи дека секоја стрептококна инфекција родителите треба да се плашат дека веднаш ќе биде срцето ќе биде засегнато. Се случува да имаме акутен стрептококен гломерулонефрит, да има
артрити, значи не мора да значи ова е еден посебен, да кажам, стрептококен фарингит, што кај одредена популација знае да направи вакви последици. Исто и за вирусните ендокринни миокардити. Сме имале случаи, значи, без никаква подлежачка состојба или непозната до тогаш подлежачка структурна состојба што имаат срцето да добијат од обична вироза да биде афектирани срцевиот мускул и срцевата слузница. Така, значи не мора само стрептококната бактерија да биде опасно за срцето и срцевиот мускул, можат и вирусните инфекции. Често децата кога имаат некоја вирусна инфекција или пак стрептококна, најчесто вирусна, ќе се разбудат наутро и се жалат дека не можат да одат на едната нога. Обично кога ќе се направи ехо на колкчето, докторите велат излив во колкото, односно коксид. Зошто ова се случува и дали овој проблем исто така може да предизвика проблем и со срцето? Коксидите во најголем случај се вирусни коксиди, кога повеќето се, да речеме, само ограничувачки, значи после такво утро, значи кога детето не може да стапне, обично со мирување, антиинфламаторна терапија, аналгетика, обично тоа минува. Сега тоа треба да се прати дали има излив во тие зглобни површини, колку долго тоа трае, да видиме што е причинител. Во голем дел знаат да се вирусни, меѓутоа треба да ги изолираме и останатите причинители за таква состојба. Знае да биде вознемирувачка за родителите таква една клиничка слика, меѓутоа во голем дел не само ограничувачка, нема потреба од паника и со мирување и соодветна аналгетика тоа брзо минува. Знае и подолго, меѓутоа и брзо минува. Така речи се секогаш родителите кога ќе се јави коксид, стравуваат за здравјето на срцето на нивното дете, доколку оваа состојба се повторува, дали е потребно да се направи и ехо на срцето за да се исклучат некакви проблеми или нема потреба за такво нешто? Ако постои, да речеме, придружна една омалаксаност, слабост, таа една состојба трае, преминува во еден хроницитет, тогаш секако дека треба да се консултира и кардиолог. Тоа останува да се прошири палетата на исследување при секоја состојба која што дава една по-генерализирана клиничка слика. Така и за оваа. Што е со фреквенцијата на срцето кај децата, односно со пулсот? Каков тој би требало да биде во детска возраст и дали се разликува бројот на удари на срцето кај новороденче и кај поголемите деца? Да, значи новороденчињата се карактеризираат со еден побрз срцев пулс, постојат табели, да кажам, едни гранични вредности, да кажам, ние што ги имаме за одредена група во детството, за одреден период на растот во детството, кога се ориентира за брзината на удари во минута. Новороденчињата нели се со најбрз пулс, потоа како се приближуваме до адолесцентната возраст, веќе нели се приближува тој до стандарден за адултната возраст. Пулс го мериме нели во регии што се достапни за палпација, тие артерии што не се достапни за палпација, на самиот зглоб на раката, се поврзува подлактицата со дланката и на вратот. Така, доколку кај новороденче се забележи многу забрзан пулс над 180, дали во тој случај веднаш се јавува сомнеш за некаква болест на срцето? Или пак, доколку пулсот биде под 60? Да, и двете ситуации, значи нормално треба да алармира, треба да се исклучат состојби како висока температура, да се исклучи дехидратација, да се исклучат некои аритмии, по 60 исто е алармантна на состојба. Значи тоа се ситуации кои што бараат медицинско внимание, да се стави ЕКГ, да се постави ехо, да се види за што работи, убаво да се испита состојбата во што би можело да има во позадина за така за таква една клиничка
вика со таков симптом. Инаку е нормално децата да имаат забрзан пулс и да биде тој побрз во однос на возрастните, бидејќи некогаш родителите кога ќе го напипаат пулсот на рачето кај нивното дете, знаат да бидат загрижени кога ќе избројат број на удари во минута. Да, посебно кај бебиња. Кај бебињата, значи, баш брзо исто и кај малите дечиња, никогаш не се ориентирано на што го имаме кај возрастните. Значи, посебни се тие гранични вредности, почнувајќи од раниот неонатален период до возраст, мало дете преповертетски, па и потоа кај тинеџерите. Споминавте дека пулсот е забрзан кога телесната температура се покачува. Тоа значи дека родителите не треба да паничат кога ќе забележат дека многу брзо работи срцето на детето кога има покачена температура. Кога има простор за загриженост? Значи, срцевата фреквенција зависно од висината на телесната температура, како расте телесната температура, така се убрзува и работата на срцевиот мускул. Нормално при состојба на фебрилност, при покачена температура, зголемени се и метаболичките потреби на организмот и настанува едно забрзано дишење, вцрвенување на кожата, загревање и вклучително и забрзување на работата на срцето и тој покачен пулс. Така да нормално е во тие состојби, тогаш има и блага дехидратација, нормално е во тие состојби срцето да работи забрзано и да е еден од знаците што е вознемирувачки за родителите. А кога треба родителите да го измерат пулсот, секако по препорака на лекар, нели тоа самите без причина и нема зошто да го прават, кога треба да се измери пулсот на детето? Дали треба да е во мирување? Дали треба да се внимава дали детето плаче или пак трчало и слично? Да, значи пулсот се мери во мирување, исто и во ординација и ние гледаме, значи, да не постои никаква анксиозност, вознемираност, да не биде тоа во плач, да биде во преградка на родителот, да кажам, во мирна состојба, за да можеме што по-точно да го дефинираме таа вредност која што нам не е од значење за понатаму. Постојат одредени аритми кои што одат со екстремно висок број на удари во минута, меѓутоа тоа се поретки случаи, најчесто се работи за една бенигна состојба придружена со прифебрилност, физичка активност и така. Така, сега, кои се причини може да доведат до забрзана работа на срцето? Дали анемијата го предизвикува тоа? Да, анемијата, значи таа редукција во едната слика и редукција на еритроцитите и хемоглобинот, сето тоа да може да доведе до зголемена работа на срцето, бидејќи самиот хемоглобин како транспортер на кислородот никаде да пристигне да ги стрикне, да речем, метаболичките потреби на организмот. И срцето се обидува со зголемена работа, со побрза работа тоа да го надокнади. Така да еден од симптомите при анемија секако останува и таа една забрзана срцева работа. А што е со ендокрините проблеми? Дали тироидната жлезда, дисфункцијата нејзина, чие нарушување во функцијата се почесто се јавува во детска возраст, може да влијае на работата на срцето, или пак да речеме шекерната болест во детска возраст, дијабетот тип 1, ако не се лажам. Да, тоа е детскиот тип. Да, тиреотоксикозата, зголеменото ниво на тироидните хормони може ето тоа да доведе до забрзување на срцевиот пулс. Точно исто така и дијабетот, значи оние нарушувања кои што допринесуваат до големена работа, значи до зголемени потреби на организмот и кога срцето се обидува да пресретне тоа со зголемена брзина на откуцување.
Некогаш родителите забележуваат дека прескокнува срцето во ударите кај нивното дете. Дали аритмиите во детска возраст се опасни и дали се нормална појава? Вака, не секоја палпитација што децата чувствуваат, значи дека се работи за аритмија. Обично постојат аритми во детската возраст, меѓутоа тие се со поголеми динамски одстапки, да кажам. Многу често децата јавуваат некои стања во градите, прескокнување, како што го нарековте, и тоа често се тој безразлезни палпитации кои што само субјективно ги чувствуваат. Аритмиите во детската возраст, значи, знаат да се јават, меѓутоа тогаш мораме да потврдиме со ЕКГ запис, да го одредиме типот на аритмија и да одредиме дали бара медикаментозна понатамошна терапија. Споменав на почетокот на емисијата и самите вие појаснивте дека симптомите кај децата поврзани со срцевите болести се разликуваат во однос на возрастните. Дали некогаш децата чувствуваат градна болка која што е поврзана со срцеви проблеми? Најчесто етиологијата на градната болка не е од кардиоген, за разлика од прекордиалната болка која чувствуваат возрастните. Значи најчесто таа е од поинакво потекло. И анксиозност влегува тука во причините, потоа мускулоскелетна болка, значи она типично стегање на гради што кај возрастните е некој предвестник за нешто посериозно, кај децата не е тоа пример. Така, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, продолжуваме со денешната телма амбуланта. Со докторката ќе проговориме и подетално за шумот на срце. Продолжува денешната телма амбуланта. Зборуваме за скриените проблеми со срце кај бебињата и кај децата, со какви симптоми тие се манифестираат и како родителите да ги препознаат на време на овие проблеми за што поскоро да бидат решени. Гостинка во денешната телма амбуланта е доктор Весна Трпковска, специјалист по педијатрија од тимот на детската кардиохирургија во Аџибадем, Систина. Докторке, вела дека повеќе од 50% од здравите деца имаат шум на срце. Некој вела дека тој процент достигнува дури до 70. Зошто е тоа така? Значи, кај децата постои тој невин шум, физиолошки шум, кој што чест наоте, околу 50% од дечињата го имаат. Тој знае повремено да се изгуби, па повторно да се појави. Значи, самото струјање срце низ срцевите структури, самиот проток, да кажам, тенкиот граден зид што го има, тоа минимално подкожно масно ткиво, сето тоа допринесува, значи да аудиторно се долови тој шум. Меѓутоа, тоа е многу поразличен од оној патолошки шум кој што укажува на некоја посериозна подлежечка причина. Невиниот шум, значи матичниот педијатар нормално се следи од страна на матичниот педијатар. Ако има и друга симптоматологија, тогаш се решава, да кажам, за понатамошно следење и до диагностика дали има во позадина некоја аномалија. Така, кога педијатрите најчесто првпат успеваат да го слушнат? Точно ли е дека тоа се случува обично кога детето е фебрилно, односно има покачена температура? Тогаш работата на срцето е малку забрзана. Малку сте по-аудитивно, да речам, погласни тие шумови. Меѓутоа, педијатарот што си го следи својот пациент, уште во рана неонатална возраст се приметува една одстапка од оној нормален чуен аускултаторен срцев наот. Така да чест наоте треба да се прати, меѓутоа не секогаш е потребно да се
предизвика дополнително внимание. Треба да се прати. Треба да се прати, но еве кога прв пат педијатарот ќе го слушне, родителот обично инсистира на кардиолошки преглед. Исплашен, нели, дали се работи за шум кој што е невин или пак се работи за некој покрупен проблем. Дали вие советувате веднаш, откако ќе се слушне шумот, родителите да појдат и да направат, да речеме, ехо на срцето кај детето, за да се исклучат проблемите? Ако не постои придружна симптоматологија која што по-комплексна, да кажам, на тој шум, тогаш првиот преглед не би требало да биде пропратен со понатамошен кардиолошко специјалистичко патување. Така да треба да се прати општата состојба на детето, да се прати растот, разговаравме, растот, развојот, исхраната, физички напор, седење, лазење, одење, значи сите други работи да се пратат. Ако нешто отстапува, ако педијатарот се спосомнава во природата на шумот, тогаш секако дека треба да се потврди со специјалистички кардиолошки преглед, каде што со поддетални испитувања би го дефинирале, да речам, позадината на тој шум. Дали невиниот шум на срцето најчесто исчезнува до пубертетот? Има периоди кога знае да се појави, да биде послушне, па да се изгуби. Најчесто, значи, со растот, за пубертетот, со, да кажам, оформувањето и на тој граден кош, на тоа подкожно масно ткиво, сето тоа, да речам, ќе го направи многу помалку расти на срцето, значи целиот организам расти, тој ќе биде многу помалку чуен. Така да точно е дека во одредени периоди можно е да се слуша, во одредени периоди да не биде слушна. Така, и сосема на крај, дали децата кои што спортуваат или планираат да почнат да се занимаваат со некаков спорт, треба да направат детален кардиолошки преглед? Да, децата веќе пракса е, да кажам, од сите спортови на тие редовни спортски прегледи, каде што специјалистичка медицина нормално го вклучуваат и тој кардиолошки тест, потоа напор, стрес тест, ЕКГ, така да обавезно тоа следење и детектирање на некоја подлежачка причина што би го оневозможила тоа, да кажам, па и професионално и факултативно бавење со спорт. Така да обавезни се тие спортски прегледи кои што во себе имаат вклучено и тој кардиолошки дел. Истражувањата покажуваат дека атеросклерозата може да се јави уште во детска возраст, односно започнува во детската возраст и тоа може да создаде бројни васкуларни проблеми и проблеми со срцето. Каква исхрана препорачувате да имаат децата за да не дојде до еден ваков здравствен проблем? Може ли атеросклерозата да се спречи во детска возраст? Да, атеросклерозата и таа хиперколестеремија, да речем, во детската возраст, најчесто е една семејна анамнеза има, значи едно генетско, да кажам, потекло, но значи за децата е препорачувана разноврсна исхрана, значи умерена разноврсна исхрана пропратена со физичка активност, со едно балансирано, да кажам, живење, разноврсна со сите со исхрана од сите хранливи групи, нормално без претерување, без премногу вештачки масти, значи што по природна, што по разноврсна исхрана. Атеросклерозата сепак да постои истражување дека почнува многу порано од пред да биде клинички евидентна. Меѓутоа сепак децата се уште во расти, потребна им е разновесна исхрана од сите хранливи групи.
Така, доктор Весна, ви благодарам за вашето денешно гостување. Верувам дека на родителите им помогнавте да препознаат некои симптоми доколку нивното дете има некаков проблем со срцето. Ви благодарам за гостувањето. Фала ти на тебе, Марија. Ти благодарам и на тебе. Почитувани, тука ја закружуваме денешната Телма амбуланта во која што имавме една педиатриска тема. Разговаравме со доктор Весна Трпковска, специјалист по педиатрија, дел од тимот на детската кардиохирургија при Аџибадем Систина. Ви благодарам за вниманието и бидете дел од Телма амбуланта секој работен ден во редовниот термин на емисијата. Останете во добро здравје, до гледање.